Здраво на сите, добре дојдовте во 10-тата епизода од втората сезона на Издиши се, подкаст за поправка на секојдневното расположение. Низ процесот на животот, како што растеме и созреваме, сведоци сме на различни настани кои ставаат некакви траги врз нас. Тие настани не секогаш се среќни и убави. Понекогаш знаат да не потсетат и на некои потиснати емоции и мисли кои што сакаме да ги заборавиме. Таквите чувства кои ни поминуваат низ главата, често пати ни влијаат врз нашето целокупно функционирање во текот на животот, фокус на реалноста и на нашите планови за иднината. Иако во тие моменти се трудиме да ги заборавиме, сепак тие мисли и чувства имаат оставено некаков траен белег врз нашиот животен процес. Пред да ја најавам мојата денешна гостинка, би сакала да ве потсетам дека може да го користите кодот за попуст при закажување на разговор со било кој психолог достапен на платформата Разговор МК. За да може да го искористите кодот со 15% попуст, ќе мора да ја симнете апликацијата на Разговор МК на вашите мобилни уреди и при резервација да го запишете кодот Издиши се 15. Кодот го имате и во описот на оваа епизода. Исто така, нашите пријатели од себе служувалка имаат супер понуда за сите средношколци и студенти. При закажување на разговор со било кој психотерапевт од тимот на себе служувалка добивате 15% попуст. А моја денешна гостинка е лиценцираниот психолог и психотерапевт Розалија Секуловска. Со неја ќе зборуваме за траума и PTSD или посттрауматско стресно нарушување. Розалија, здраво, добре дојавте во новата сезона на Издиши се, како сте? Здраво, добро ве најдов, супер сум и благодарам на поканата. На почеток да им објасниме на нашите гледачи што е всушност траума. Често пати во говорот луѓето знаат да го спомнуваат зборот траума да се користи, колку сум истравматизиран, ова за мене беше траума. Меѓутоа, во вистинска смисла на зборот, траумата е нешто многу посериозно, нешто многу подлабоко, кое што може секому од нас да ни се случи, без разлика во која животна фаза сме, дали сме во периодот на зрелоста, адолесценцијата и на старите луѓе и на децата може да им се случи траума. Буквалното значење на зборот траума потекнува од грчкиот збор кој што значи рана. И во медицината, ако се направи рана на ткивото, после тоа останува лузна. Меѓутоа, пред да остане лузна, потребно е да помине време за да се залечи таа лузна. И метафорички кажано, колку е длабока таа лузна, колку е поголема таа рана, толку ќе биде и подлабока самата лузна. Значи, колку е посериозно тоа од надвор, кое што се случува, толку ќе остави поголема траума врз нас самите и ќе ни треба повеќе време, повеќе личностни капацитети за да и знак прашање е дали ќе го надминеме тоа, дали ќе ја надминеме траумата. Така да, што би било траума? Траума е најчесто нешто кое што е непланирано, неочекувано случување, кое што се случува од надвор, и кое што представува опасност за самиот организам, за самиот човек. И во таа ситуација човекот, како знае и уме, најчесто несвесно, ги мобилизира своите личностни капацитети за да може да преживее. И сето тоа што го прави човековиот организам после случената траума, всушност, колку и да е неадекватно, сепак е начин на преживување. Кои се најчестите причини за појава на траума? Постојат многу случувања кои што може да бидат траума, како траума број 1, нешто најсилно кое што може да биде трауматски доживеано, тоа е смрт. Смрт на близок, тоа се најчесто родителите, смрт на роднина, смрт на пријател или било која особа која што нам ни е лично блиска е траума. Значи, губење на блиска особа е траума, развод е некаде на второто, третото место како трауматски чин. Траума може да биде нешто убаво кое што се случува. Стапување во брак, раѓање на дете, понатаму одделување на детето, кога детето ќе порасне и ќе замине, и тоа може да се доживее како траума. Понатаму преселба од едно во друго место, унапредување на работното место, казнување, уназадување на работното место, исто така и вработување, може да се доживее како траума. Понатаму, например, некои надворешни случувања кои што ние немаме контрола врз нив, може да бидат трауматски чин, како што се некои елементарни непогоди.
земјотреси, поплави, еден период бевме и ние сведоци на поплави. Самите оние луѓе кои што директно беа вклучени во поплавите, без разлика дали беа жртви на поплавите или пак спасувачи понатаму, знаат колку понатаму тоа се рефлектирало врз нивниот секојдневен живот. Значи поплави, земјотреси, пожари, силување, грабеж, дали на улица, дали дома, живот во дисфункционално семејство во однос на малтретирање, без разлика дали е детето малтретирано или пак некој од сопружниците е малтретиран, континуирана деградација, она психолошко насилство кое што го кажуваме, сето тоа може да биде траума. Овие ги именував дека ова се трауми, особено првите неколку се трауми и другите се трауми, меѓутоа начинот на кој што човекот ќе изреагира на траумата всушност е интерпретацијата, преведувањето на траумата. Значи, за некого унапредувањето на работното место нема да биде толку трауматски чин, има поинаква интерпретација на тој чин, за разлика кај некоја друга личност која што поинаку ќе го интерпретира тој настан, може да го доживее многу потрауматски за разлика од некоја друга особа. А дали тоа може би има влијание па потоа врз поделбата на тоа какви видови на трауми постојат? Може да има, да, убаво прашање, може да има влијание врз поделбата, а исто така врз поделбата може да има влијание и пак ги кажуваме тие првите 5 години од животот, како сме негувани, како родителите се грижеле за нас, како сме растени, социализирани, воспитувани, кој е нашиот темперамент, а од друга страна и една многу убава карактеристика која што се нарекува резилиентност. Таа е отпорност, тоа е психолошка отпорност. Јас ја нарекувам како психолошки имунитет, меѓутоа ајде понатаму ќе зборуваме за тоа. Кои се емоционалните и физичките симптоми на траума? Често пати луѓето после траумата им се случува нешто и самите не знаат да опишат што се случува. Меѓутоа забележуваат дека еве да речеме после доживеан сообраќајна несреќа и таа може да биде траума, се случуваат неколку фази. Првата фаза, значи кога човек е во траумата, во случката, има шок. Шокот се случува, тоа е биолошка состојба, каде што доаѓа мобилизација на крвта и од екстремитетите, таа се собира и оди во витално важните органи, се разбира во срцето и во мозокот, и не случајно се случува прво шок затоа што во таа опасна ситуација не му се овозможува на организмот да дејствува. Еве, например, и да има пожар. Некој во ситуација на пожар може да скокне преку прозор. Меѓутоа, шокот е тој кој што го стеснува и свеста, и вниманието, и телото, за да не дејствува. После шокот доаѓа до полека спласнува и се освестува човекот на некој начин што се случува или му е соопштена лоша вест. Меѓутоа, пак тука концентрацијата е многу стеснета и не може да впива се. Пак тоа е направено за да преживее организмот и понатаму или се вкочанува, не дејствува, например, еве, ако рековме сообраќајка, не дејствува, се вкочанува или бега од местото на случувањето или пак се бори. Значи имаме fight, fly or freeze, или пак се бори. Најчесто, нели, има кои структури на личности стапуваат во борба. Некои се предиспонирани да се замрзнат, некои се предиспонирани да избегаат, некои да се борат, меѓутоа сите овие биолошки случувања кои што ние така реагираме на траумата имаат функција да не заштитат. Во однос на симптомите понатаму се случуваат кога веќе ќе се интерпретира траумата, кога веќе ќе помине некое време и кога веќе мозокот ќе може да го обработи тоа што му се случило и доаѓа, значи, еве да речеме, ако зборуваме за когницијата, во област на когнитивните способности доаѓа до пад на концентрација, намалена хипервигилност, намалена можност да се менува концентрацијата од една тема на друга тема. Во однос на емоциите, тага, разочараност, повлеченост, страв, континуиран страв,
една состојба на згрченост во однос на исчекување дека нешто лошо ќе се случи. Затоа кажуваме дека може да се случи анксиозност, панични напади или пак генерализирано анксиозно расстройство кога личноста едноставно исчекува нешто лошо, меѓутоа не знае што лошо, но знае дека нешто лошо ќе се случи. Во однос на другите симптоми, луѓето кои што доживеале траума знаат да сонуваат. Например, ако е загуба на личноста, да ја сонуваат личноста која што ја загубиле, ако е, да речеме, силување, ако е пожар, да имаат како флешбекови да им се случуваат и најаве и во сон. И понатаму, тоа е за нас исто така добра информација како да се справуваме ние со тоа, како да го учиме клиентот, како психоедукација, како да се справува. Понатаму, намален праг на толеранција на фрустрација, промена во апетитот, може да биде зголемен апетитот, може да биде намален апетитот. Може да се бара утеха, олеснување во алкохол, во прекумерно пушење на цигари и така натаму, во некои зависности. Пак е тоа некое бегство од реалноста, пак се тоа некои копинг механизми, копинг вештини, меѓутоа не се адекватни, не се здрави вештини за справување и ред други симптоми, особено ако има некој тригер, некоја дразба која што ќе ги асоцира на траумата, дали некоја личност, дали глас, мирис, дали некоја слика, тогаш може да дојде она преплавување и на самиот контекст, кој што не е страшен контекст, личноста да изреагира возбудено, вознемирено и сплашено. Какво влијание имаат траумите врз менталното здравје? Дали можеби се причина за понатамошни анксиозни состојби, депресивни состојби? Може и не мора. Тогаш е убаво да се направи една диференцијална диагноза, затоа што понекогаш анксиозноста се случува сама од себе, не поврзана со траумата. Депресијата се случува, значи е примарна, не е поврзана со траумата. Понекогаш анксиозноста е примарна, депресијата е секундарна. Меѓутоа, еве да се навратиме за траумите. Честопати знае после траума, ако не се третира траумата, на самата траума како примарна да се накалеми нешто секундарно, а тоа е анксиозност и депресија. И тоа е сосема, пак ја речам, очекувано, затоа што тоа е една експлозија, тоа е еден земјотрес за самиот организам. Сите капацитети човекови се раздишани. Доживеана е ситуација во која што е загрозена безбедноста на човекот, на детето, на адолесцентот. И нормално дека после тоа се што ќе се случува е очекувано. Анксиозноста е сосема очекувана и пак има зошто се случува анксиозноста, затоа што стравта е секундарна добивка на самиот клиент, на самиот човек да не се внесува во некои опасни ситуации за него, затоа што се уште не е подготвен. Депресијата како секундарна последица на траумата исто така сосема оправдано е да се случи, затоа што го штити пак на некој начин организмот да се изложува, што не е добро, меѓутоа во тој период е добро за да го заштити, затоа што нема капацитет. Луѓето кои што доживеале депресија, луѓето кои што доживеале траума, после некое време, не само што мислат и чувствуваат дека мене никој не ме разбира, мене никој не може да ми помогне, а тоа е погрешно разбирање, погрешно толкување на нештата, се повлекуваат и се изолираат. Се обидуваат сами да го решат овој проблем. Некои велат успеав да го решам, меѓутоа ја пак би рекла знак прашање колку успеваат да го решаваат или пак некако го исцрпуваат самиот организам за да понатаму живеат со таа траума и да се борат. И сега еве да се запрашаме колку само енергија трошат да се справат со траумата, да се справат со анксиозноста која што ги следи, да се справат со тагата и со депресијата, а во реалноста да се трудат да остават впечаток дека мене ми е добро, иако го проживеав тоа, во реде, јас можам. Например, особено жртвите на сексуално насилство. Сексуалното насилство, правени се истражувања, во процент најмногу им се случуваат на жени и на деца. За жал, во некои од општествата постои етикета молчи, не кажувај, ќе бидеш етикетиран,
Никој не Осуден. осуден, предмет на исмејување и така натаму. И сега имаме дупла виктимизација, дупла траума, молчи, не го кажува тоа затоа што тоа не е во ред. Затоа и многу ретко од нив прозборуваат и многу ретко наидуваат на луѓе кои што вистински ќе им помогнат. Затоа сакам да кажам дека веројатноста да сами себе си некако си помогнеме во вистинска смисла на зборот е многу мала. Затоа тука сме ние, нашите професии, кои што знаеме како и умееме, па дури и да ги посоветуваме оние кои што се околу нив, социјалното окружување, како да реагира, како да препознава и како да се справува и да му биде поддршка на човекот кој што доживеал без разлика каков вид на траума. Дали во тие моменти на повлекување на една личност која што доживеала траума од околината и решавање на проблемот сама со себе, како што кажавме дека онаа личност која што вика дека може сама да си го реши проблемот со траумата, може да дојде до момент на мисли на самоубиство или да го Може. изврши самоубиството? Може, не само анксиозност и депресија, туку многумина, бидејќи не може да си помогнат, бидејќи таа внатрешна болка од траумата, тој јад, анксиозност, тага, очај, безнадежност и сите тие негативни емоции се толку многу силни и се онака imploding, значи ја преплавуваат личноста, во еден момент може да се случи да личноста не може веќе да се носи со таа болка и некои од нив решаваат во најблага форма би рекла, нели ако самоубиството го ставиме како крајна дестинација, во најблага форма решаваат да си нанесат физички повреди, односно да се казнат себе си, тоа најчесто го прават со режење по телото, со остри предмети, гасење цигари, пиење на апчиња премногу за да се, нели, да се отрујат, мешање на апчиња со алкохол, а понатаму и почнуваат да размислуваат за најценното сценарио, а тоа е да си го одземам животот. Честопати има правени се статистики дека луѓето кои што доживеале траума, бидејќи не може да се носат со болката, ќе посегнат по својот живот. Имаат суицидални мисли, па дури и го прават самоубиство. Затоа и ние, од другата страна, психотерапевтите, кога имаме ваков случај, кога работиме, го испитуваме теренот дали личноста имала суицидални мисли и дали некогаш било кога во текот на животот се обидела да си наштети по живот. Без разлика дали е траума или пак порано да речеме, при некои тешки околности за неа, посегнувала, помислувала. Тогаш, например, јас како работам, склучуваме антисуицидален уговор, тоа значи дека до нашата следна средба клиентот нема да посегне по својот живот. И доколку помисли на такво нешто, мора да исконтактира некого. Дали тоа сум јас, дали е тоа некоја друга блиска особа, значи мора прво да каже, а не да се обиде веднаш. И со следната сеанса, со следната сесија, понатаму повторно го апдейтираме тој уговор. Затоа што многумина кои што доживеале, пак ќе речем траума, не може да ја носат болката. Како ја решаваат болката? Мисла дека не може никој да им ја реши болката, нанесуваат физичка болка, за да на момент таа физичка болка им создаде олеснување и создава олеснување со режење по телото, со повредување, самоповредување, меѓутоа после тоа следува грижа на совест, чувство на вина, уште поголема психолошка болка, не само физичка болка, таа рана, таа траума што ја рековме во вистинска смисла на зборот. И за жал некои доколку не успеваат да побараат помош или некој од околината да ги види и да ги упати да побараат помош, за жал можат да завршат трагично. Како да препознаеме дека некоја личност од нашата околина се соочува со траума? Ја би им посоветувала на најблиските, оние родителите, возрастните, наставниците, професорите, ако станува збор нели за возрастен човек, пријателите, роднините, оние кои што имаат почесто контакт со личноста, тие би можеле многу полесно да препознаат дека нешто чудно се случува со таа личност. Дека ако била разговетна, ако била весела, некако е нешто повлечена, избегнува контакт, не сака да зборува, раздразлива е,
како нешто да крие, а всушност крие тајна, ја крие траумата која што се случила. Меѓутоа, не мора да е блиска личност, еве пак ќе речам, оние кои што се од вторите линии, значи оние кои што се соработниците, професорите, наставниците, значи не се примарните агенции на социјализација, може да забележат, нели, почудното однесување. Ако е дете, децата не можат тоа да го вербализираат, не знаат да го вербализираат, затоа што нормално не се когнитивно и емотивно зрели, меѓутоа тоа ќе го покажат многу убаво преку однесувањето. Раздразливост, плач, ноќен терор, регресија во однос на навиките кои што се научени. Ако научиле сами да јадат, сами да мократ, тогаш се враќаат наназад. Бараат некој да ги нахрани, бараат мократ во облека, а тоа е пак крик за внимание, помогни ми. Во однос нели на повозрастните, еве адолесцентите, еве возрастните личности, пак ќе речам, тие се раздразливи, исплашени, згрчени, одбегнуваат да зборуваат, а и кога се приморани да зборуваат, може да се забележи една анксиозност или пак депресивност, па дури имаат во некои случаи може да им се случи дереализација и деперсонализација, како да се почувствуваат како да не сум јас, тоа е дереализација, како да не сум јас таа личност, и деперсонализација како да излегува, значи, оваа личност од овој контекст и како контекстот да е сменет. Од друга страна, дереализацијата, деперсонализацијата се карактеристични за психозите, меѓутоа ние и некои личности може да детектира дека всушност ова не е психоза. Ова е одбранбен механизам, симптом, последица на траумата. Јас би рекла, не само ако е во прашање травма, туку и да е нешто друго во прашање во однос на менталното здравје. Сите оние кои што се околу нас, убаво би било да го прашаат оној кој што е наспроти нив, како си? Како се чувствуваш? Дали сакаш да позборуваме? Дали имаш потреба нешто да споделиш со мене? Меѓутоа, за да другата особа сподели, потребна ни е близина. Сега тоа отвара една друга тема, колку веќе ја имаме близината и колку сме веќе одделени едни од други. Ги споменавме и децата. Какви трауми може да се појават кај деца? Што може да поттикне траума кај дете? Јас тука би кажала дека во однос еве на поделбата на траумите постојат два вида на трауми. Тоа се развојни трауми или кризи и оние до сега кои што ги зборувавме, тоа се оние надворешни кои што се силни, не се развојни и се акцидентални, се случајни. А развојните трауми се сосема здрави трауми и ние кризи и ние поминуваме низ нив за да отидеме во следната зона на редниот развој. И тоа се случува и кај децата, тоа се случува и кај адолесцентите, тоа се случува и во нашето зрело доба, за да ние понатаму отидеме во периодот на старост и старење. И тука со развојните кризи, ако некоја лично се заглави во некоја од развојните кризи, развојните трауми, тогаш е веќе проблематично и тука би требало да се поработи. Што за децата би можело да биде траума? Се може да биде траума, но од друга страна да не одиме во екстремност, како што постојат возрастни, кои што децата ги ставаат во стаклено звоно, во една стерилна средина, па дури сакаат да го сменат и системот, и наставникот, и училиштето, и другарчето наспроти него, за да детето биде заштитено. На тој начин пак му права траума на детето, затоа што детето убаво би било да учи како да се носи со животот, да развива тие вештини, копинг вештини. Траума може да биде првата траума која што се случува е раѓањето. Колку и да звучи нели интересно или нели чудно, првата траума сите сме ја доживувале, тоа е излегувањето од стомакот на мајката и доаѓање на овој свет. Тоа е првата праисконска траума кога ние, како бебе, вдишуваме воздух и тоа го правиме со нашите бели дробови, а првите 9 месеци сме дишеле, све сме правеле во утробата на нашата мајка. Втората траума е сечењето на папочната врвца.
Па некои истражувања парапсихолошки укажуваат дека ако нагло исечена папочната врвца, ако не се остави новороденчето да дојде до дојката на мајката, понатаму може да се јават некои зависности во однос на исхраната. Тоа не е статистички докажано, меѓутоа може да има некој индикатор понатаму. Рековме трауми за деца, па дури нели ако породувањето е тешко, ако има заглавување во каналот, ако има нели некои други последици во однос на породувањето, тоа може исто да бидат првите трауми. И тоа е веќе една парапсихологија, една друга тема која што е исто многу интересна тема. Траума може да биде одвојување на детето понатаму од родителот, тргнувањето во градинка. Меѓутоа, ја пак ќе речем да не одат родителите до екстремност. Тоа знае да биде и здраво и тоа е здрава сепарација, за да не дојдеме во спротивност до симбиоза, кога две особи се едно, а не треба да се едно. Дали детето тоа ќе го доживее како траума, кога ќе тргне во градинка, кога ќе тргне во училиште, кога ќе биде оставено во непозната просторија, родителот ќе замине, многу зависи од социоемоционалното врзување, а тука е пак родителот. Какво ќе биде социоемоционалното врзување зависи од тоа какво јас сум научила да имам социоемоционално врзување од моите родители, а тие го научиле од нивните родители. Тука може да зборуваме за трансгенерацијско пренесување на трауми. Родителите кои што се повеќе плашливи, кои што кажуваат немој тоа, пази тоа, ќе паднеш, не оди таму, му даваат порака на детето дека светот е едно опасно место и тоа дете е во грч и тоа дете понатаму на некој начин ги учи стравовите. Тие се тие трансгенерацијски стравови, па понатаму и трауми. Истрауматизирана мајка, татко може да го истрауматизира своето дете. Без разлика дали во минатото доживеала, нели, родителот доживеал напуштање од своите родители, депривација, насилство и така натаму, понатаму тој може да биде првиот исто така извор на трауматизирање на детето. Тоа особено се случува во дисфункционалните семејства, каде што постои психичко, физичко, сексуално, трудово злоставување, искористување на децата. Тоа е сериозна траума и тука веќе во однос нели на законот за семејна заштита, тука треба многу убаво да се разгледуваат тие работи. Па јас сум дури за одзимање на родителското право, како што е во развиените држави. Траума може да биде, добро, сепарација, траума може да биде на детето, може да му биде смрт на родител, болест на родител, болест и смрт на некоја блиска особа, како што се бабите и дедовците, преселба во друго место, промена на училиштето, промена на групата на врсници, на другарчиња. Меѓутоа, пак ќе речам, дали и колку тоа ќе биде траума, зависи како детето тоа ќе го преведе, како тоа ќе го интерпретира во својот склоп. Кои методи и техники помагаат во ублажување на последиците од траума? Јас би ја фатила траумата и би работела со неа, а во однос на ублажување, да, убаво е прво да се ублажи, за да се смири самиот човек, за да може да прима. Би им препорачала, например, како методи и техники, не само за траума, меѓутоа и за траума, да водат дневник, да пишуваат, тоа е таа терапија со пишување. Дали тоа ќе бидат нивните мисли, дали тоа ќе биде нешто било што сака да го напише, слободно, нека го пишуваат. Цртање. Цртањето исто така прекрасна техника, дури и терапија, каде што се остава слобода, може и да се зададе тематски цртеж, значи да цртаат со која техника сакаат. Да ги користат рацете, дали тоа ќе биде плетење, дали тоа ќе биде работа со глина, дали тоа ќе биде везење и така натаму, затоа што рацете се всушност продолжетоци на мозокот и кога ние работиме со рацете, всушност ги активираме мозочните хемисфери. И тука покренуваме и сосема други процеси. Музика. Слушање на музика, каква музика сака.
Физичка активност, без разлика каква и да е физичка активност, секогаш е добредојдена затоа што за време на траумата мозокот е толку многу комплексен што може да го потисне случувањето во несвесниот дел. И истравматизираниот лик да не се сеќава на целиот настан, значи може толку многу силно да го потисне, или пак да се сеќава на фрагменти од настанот и да има дупки. Тоа е таа трауматска капсула која што го штити човекот. Значи тоа што се случило и пак ќе речем има заштитна функција. Меѓутоа кога понатаму ќе функционира и ќе дојде пак во дразба со нешто кое што ќе го потсети, може да се активира тоа. Или пак не мора да се активира. Често пати се случува девојки кои што биле жртви на сексуално насилство во детството, тоа да го потиснат и да не се сеќаваат, или пак на фрагменти да се сеќаваат и да не знаат дали тоа е сон, дали тоа го гледале на телевизија, дали некој тоа им го раскажувал или навистина им се случило. Еве гледаме колку одбрамбениот систем е силен. И понатаму кога ќе дојдат во контакт со партнер, да не се чувствуваат лагодно, да имаат некои флешбекови, едноставно да имаат некој проблем. Не мора да значи, меѓутоа во некои случаи често пати се случува да кога ќе почнеме да копаме, да откриеме дека или било жртва личноста на сексуално насилство или гледала некое насилство и така натаму. Значи, во однос на тоа што може да направат, слободно нека пишуваат, слободно нека слушаат музика, нека пеат, нека го артикулираат тоа кој што им доаѓа. Медитација, јога, некои исто така ако се религиозни личности, ако имаат потреба да отидат во црква. Понатаму цртањето, пишувањето, поминувањето на време во природа и така натаму. А од друга страна јас би рекла исто така и да бидат свесни, тоа е таа телесна терапија, меѓутоа тоа е наша работа, но да бидат во најмала рака свесни што се случува со телото. Зошто јас сега забрзано дишам? Тука има и вежби за дишење. Како да дишат, колку да дишат, како да прават паузи во однос на внесување на воздухот, задржување на воздухот, па понатаму полека и бавно издишување на воздухот, за да исто тука се случуваат некои биолошки процеси, за да се опушти самиот организам. Сега би сакала малку да позборуваме за PTSD или посттрауматско стресно нарушување. Што всушност представува PTSD? Посттрауматското стресно расстройство, PTSD е нешто, да речеме, посериозно од траумата и може да ја поделиме PTSD состојбата според диагностика, според класификација во 3 вида на PTSD. Првата е акутна, која што ќе се јави некаде околу 3-тиот месец откако се случила траумата. Значи потребно е да се случи траума за да понатаму се развие или не се развие PTSD. Не секоја траума се развива во PTSD, меѓутоа може да се развие. Ако се развие во првите 3 месеци, имаме акутно PTSD, ако се развие некаде после 6 месеци, имаме хронично PTSD, а дури веќе може да се случи и после 1 година да се случи посттрауматско стресно расстройство, тогаш имаме одложена посттрауматска стресна реакција. Што всушност тоа значи, како да го разбереме тоа? Тоа значи дека, например, PTSD-то често пати може да се случува кај луѓето кои што биле воени лица, кои што биле во војна. Имале, нели, вооружени напади, биле сведоци или пак биле жртви на војна, да се носат со таа траума, вознемирени се, раздразнети се и ги имаат сите симптоми од траумата, меѓутоа после некое време ги имаат флешбековите. И имаат чувство дека како сега да го доживува тоа, како да има земјотрес, нели, пак ќе речам кога имаше периоди на земјотреси, еве сега да има и најмало некое мрдање на масата, особата ќе изреагира со вкочанетост, со ококорени зеници, со страв, дека леле ова е опасна ситуација. Меѓутоа контекстот е сменет, не е опасна ситуација, тоа е едноставно обично мрдање на столицата, меѓутоа особата го вади од определен дел од мозокот она што му се случило кога бил земјотресот, кога била војната и така натаму. Значи, доколку не се третира траумата, понатаму се случува
посттрауматско стресно растројство, кое што на личноста и оневозможува да функционира во секојдневниот живот. И уште повеќе ги троши своите личностни капацитети и пак тука се сите оние симптоми од траумата, меѓутоа се многу позасилени, особено дисоцијацијата и дереализацијата и деперсонализацијата. Сменето е ова, јас не сум таа личност, како да сум излегла од своето тело и како нешто да се случило, нели, се случил земјотрес, се случил, не знам, поплава, се случила како да сум излегла од своето тело и дека нема осет за време. Значи, не знае во кој контекст се случило, колку траело тоа, дали траело 5 секунди или 1 час, значи има како едно поматување на свеста. Дали лицата кои имаат PTSD имаат потешкоти во извршување на секојдневните активности? И какви потешкоти имаат во извршување во совкупното секојдневно животно функционирање. Пак ја речам, тие кои што го имаат тоа знаат колку само се борат. Меѓутоа, ја би се прашала зошто всушност се борат со нешто кое што може да го решат. Дали не веруваат дека може да го решат, дали се плашат. Многу од клиентите па и не сакаат да се копа натаму, затоа што мислат дека јас не сакам да го оживеам тој настан, не сакам да го вратам во меморијата, не сакам сега да зборувам, затоа што кој знае што може да ми се случи. Не може ништо полошо да се случи од начинот на кој што сега тие го живеат животот. Сите трауми, сите тие лузни, затоа што тој кумулацијски афект на собирање и понатаму толеранцијата, фрустрацијата, способноста се сведени на минимум. Човекот ги троши своите резервоари. Па нормално дека после PTSD кој знае колку ќе биде ефективен во однос, ќе се накалеми анксиозноста, ќе се накалеми депресијата. Доколку има предиспозиции, може да се случат и психози, психотични растројства. Значи, нема потреба од борба сам со себе, од борба со траумата, подобро е со изложување на траумата и разрешувањето на траумата и на PTSD-то. Едно истражување направено во 2019 година покажало дека кај жените PTSD се појавува од 10 до 12% после травма, а кај мажите од 6 до 8%. Дали може да се направи некаква таква поделба, кај кого повеќе би било, може би, развиено? Тоа е многу интересно. Правени се такви, нели, доста истражувања во однос на полови разлики. Сега уште еднаш се подкрепува индиректно мислата дека мажот е посилниот пол. Меѓутоа, јас тоа малце по-пластично би го објаснила. Не дека мажот е посилен пол, мажот е физички посилен пол, постојат разлики, не можеме да генерализираме, меѓутоа кај жената во однос на темпераментот се негува онаа нишка на биди емпатична, биди чувствителна, биди ранлива и колку навистина жената има само трауми во текот на животот, и мажот има трауми, меѓутоа тргнувајќи од моментот дека жената е таа која што раѓа, жената е таа на која што е даден поголемиот акцент во однос на воспитувањето, грижата на семејството. Жената е таа која што денеска навлезе во сите сфери, па е и мајка, и работник, и мора некако, не мора, меѓутоа одлучува да хендла повеќе активности, повеќе области од животот, а сепак тоа се зима свој данок. Од друга страна, жените се почувствителни, поемпатични и од оваа страна дека ни се наметнати доста активности, веројатноста и плюс, како што реков на почетокот, да биде жртва на некаков се вид на насилство, како понежен, физички понежен пол кој што не може да прати, е многу поголема. Па може би тие истражувања одат во контекст на тоа дека жената почесто има трауми за разлика од мажот. Како да се спречи моментот траумата да премине во PTSD? Тој период што го споменавте од околу 3 месеци. Дали тука може би да се направи некој разговор, некој момент за да дојде до пресврт, па да не се случи да има потоа личноста PTSD? Има една многу убава техника, меѓутоа многу луѓе мислат дека нели ќе отворам на YouTube и ќе го направам тоа и готово го решив. Има една убава техника која што ние ја спроведуваме, меѓутоа тоа се вика прва психолошка помош.
Луѓето кои што биле изложени на траума, во рокот 24 до 48 часа, значи во рокот првиот и вториот ден, додека се уште не се складирале тие информации во мозокот, тие ќе се складираат, меѓутоа ќе се складираат онака како што мозокот ќе ги преработи. Во овие 2 дена максимум да дојде кај нас, да овозможиме, тогаш не се прави психотерапија, туку тогаш само гласно го вербализира човекот тоа што му се случило, како се чувствувал и што видел. Не интерпретираме, не елаборираме, не копаме длабоко, затоа што на тој начин со неговата вербализација ние му даваме информација на мозокот да ги раздели чувствата, мислите и сензациите во телото и како такви да се складираат онаму каде што треба, а не како траума да се складираат во мозокот и понатаму да направат проблем. Значи, тоа е една техника да се што побрзо да се изреагира за да се направи прва психолошка помош. Друга техника, значи, еве доколку не може, се случува да не може да се изреагира толку многу брзо, меѓутоа да се зборува за траумата, да се побара психотерапевска помош, да се побара помош исто така и од психијатар, доколку е потребно, да не се чека, многу луѓе мислат ке помине. Сега ми е тешко, после некое време ќе помине. На тој начин ги трошат своите капацитети на личноста и траумите не поминуваат туку така, траумите бараат да се разрешат, едноставно бараат тој емотивен набој, тој страв, тоа е самата поента, тој интензивен страв, таа интензивна тага, еве например починал родител, таа интензивна тага која што би требала да се намали после првата, втората година од губитокот, не е намалена, човекот е заглавен во некоја од фазите на тагување, дали е се уште се пазари со животот, дали е тага, депресија и после 3-4 години не може, не сака, тешко му е да продолжи со животот, ги собира с последните снаги за да оди на работа, животот мисли дека не е вреден за живот, дека нема поента да се живее, тогаш велиме дека е заглавен во некој од фазите и велиме дека потребно е да се побара што порано стручна помош. А самата поента на стручната помош, наедноставно кажано, е да се намали интензитетот, емотивниот набој. Значи, ако чувството на страв било 7 или 10, да го сведеме на 2 или 3. Често пати сведоци сме на разноразни содржини на социјалните мрежи реално во денешно време, достапни ни се видеа од секаде, од војна, од земјотрес и можеме се да видиме. Дали тоа може да предизвика некаква траума или PTSD кај нас? Иако не сме го доживеале, нели, во живот, туку сме го виделе. Ја пак ја речам, сепак ние имаме некои капацитети. Не значи тоа туку така дека, нели, секоја негативна содржина може до тој степен да не тригира да доживееме PTSD. Меѓутоа, постојат особи од друга страна кои што се премногу чувствителни. Тоа се хиперсензитивни особи. Постојат емпатични особи кои што сочувствуваат во вистинска смисла, сочувствуваат и го чувствуваат другиот. Постојат личности кои што во текот на некои 6 месеци, 1 година се раздразнети, без разлика дали изгубиле работа, без разлика на кои животни околности и случувања, им се намалил прагот на толеранција на фрустрација, па сето она кое што го гледаат на телевизија, или хронично бомбардирање како што беше со COVID, влевање на страв, набој, хронично војна, што се случуваат војните, човекот може да си не баш како траума, меѓутоа може да не да биде истравматизиран, туку да биде под еден набој, еден кумулацијски страв дека тоа може и мене сега да ми се случи. Војната може и тука да дојде, војната може, кој знае што ете, и тие загубиле родители, може и мене да ми се случи и така натаму. Така да, многу е важно да се почитуваат, ако се почитуваат оние граници забранета содржина за деца помали од
таа и таа возраст да се гледаат во присуство со родител или старател, затоа што не случајно има некои содржини кои што се забранети за определена возраст, затоа што сепак се интензивни, јаки и не се соодветствени за помалата публика. Каков е психолошкиот пристап кон клиентите кои се соочуваат со траума или PTSD и колку често се користи медикаментозна терапија? Во однос на медикаментозната терапија, во однос на фармакотерапија, тоа се психијатрите кои што ја препишуваат таа терапија. Ние психотерапевтите не препишуваме терапија, ние работиме на друг начин, меѓутоа, мојата пракса покажала дека навистина е потребно медикаментозна терапија. И пак ќе речам тоа го оставаме на психијатрите, меѓутоа искуството не научило дека за вакви случаеви потребни се анксиолитици, значи тоа се лекарства кои што го намалуваат стравот, антидепресиви доколку се развие депресија. Понатаму, бидејќи сонот знае да биде проблематичен, неквалитетен, неуреден, човекот утре дента да се чувствува уморно и изнемоштено, тогаш се препишуваат од страна на психијатарот лекарства во однос на спиење, меѓутоа и тие знаат колку не премногу долго, еден определен период лекарствата за спиење. И понатаму стабилизатори во однос на самата состојба на организмот. Пак ќе речам, тоа е психијатарскиот дел. Во однос, и јас го поддржувам тој дел, кога е навистина потребно да се препишат лекарства, затоа што јас како психотерапевт, кога работам со личности кои што имаат траума или PTSD, доколку личноста е вознемирена, таа не може мене да ме прими. Таа не може да резонира, таа не може да ме разбере, што е сосема оправдано, ниту пак ќе може да продуцира одговор, а понатаму нема да има ефект. Едноставно, како да речам, џабе ќе доаѓа. Затоа потребно е да се сталожи малце, да може да биде приемчива личноста и понатаму започнуваме со психотерапија. Најдобра се покажала когнитивно-бихевиор психотерапијата, меѓутоа пак ќе речам, клиентите знаат да се врзат, да прочитаат ете така една психотерапија и ќе бараат сакам таа и таа психотерапија. Кај нас не се работи црно-бели, затоа што целта на секоја психотерапија е иста, меѓутоа патот по кој што ќе дојдеме е различна. Когнитивно-бихевиор психотерапијата е добра затоа што се разработува мислата, која што има, најчесто имаат црни мисли, луѓето со траума и со PTSD, се разработува емоцијата, затоа што мислата предизвикува емоција, емоцијата векторски ја подхранува мислата, понатаму сето тоа создава една сензација во организмот и тоа пак векторски сето тоа го подкрепува и создава едно однесување. Најчесто избегнувачко однесување. Например, ако траумата е сообраќајка, понатаму личноста има мисла дека јас можам да умрам, понатаму ако возам кола, можам да направам сообраќајка, се чувствува исплашено, има да речеме тагоби во стомакот, има зуење во главата и однесување избегнувачко. Не возам кола. Па дури кога некој друг ме вози, јас сум вознемирена. Со когнитивно бихевиор, особено со бихевиоралниот дел, каде што одиме со изложување, полека постепено системски го изложуваме клиентот да дојде во таа ситуација, не го фрламе нагло, туку полека, за да мозокот добие информација дека ова и не е толку опасна ситуација, затоа што контекстот е сменет. Ако јас сум доживеала сообраќајка пред 10 години, сега ова кога сум во кола е нешто сосема друго. Меѓутоа тоа е процес, тоа е бавно, тоа е полека. Когнитивно бихевиор со бихевиорални компоненти, соматизација, значи телесната психотерапија, каде што имаме регистрирање во телото каде го чувствувам, стапи во контакт со тоа што го чувствуваш. И исто така имаме имплоудинг, зголеми го тоа што го чувствуваш. Имаме други техники, ево сега да не ги кажувам сите. И ЕМДР, психотерапевската алатка е многу добра. Тоа е многу добра техника, каде што всушност имаме самата поента е да се врати самиот настан. Тој што се случил не е битно пред 5, пред 20, пред 40 години, го враќаме сега,
го враќаме човекот која емоција ја имал тогаш, каде во телото го чувствувал тоа, која сензација ја чувствувал, набојот го детектираме и со движење на рацете всушност предизвикуваме активирање на левата и десната хемисфера за да може сега мозокот после толку многу време повторно, меѓутоа на друг начин да го обработи тоа што му се случило. И верувајте, јас тоа го работам и е многу интересно и е многу... Од самите клиенти добивам многу позитивен фидбек. Некои на почетокот се борат, не сакаат, нормално, имаат отпори, а понатаму кога ќе се намали набојот, успеваат да го обжалат процесот. Тоа е тоа, да ја надминат тагата, например, од загубата на личноста, од несреќата, од кои да се другите трауматски нели случувања и едноставно се чувствуваат многу полесно. После тоа се отвара животот онаков каков што е, многу полесен, без траума. Ваши препораки за поттикнување надеж, зајакнување и грижа за себе кај лицата кои се соочуваат со траума или PTSD? Ете, јас ја напишав книгата Надеж, може понатаму да ја донесам. Надежта е нешто кое што е движечка сила. Надежта е создадена од 3 компоненти, од цел, значи сите ние убаво е да имаме цел во животот. И без разлика во која област ќе ја дефинираме целта, од тоа зависи од возраста, зависи нели од нашите аспирации. Понатаму после тоа потребна е волја, значи да сакаме да ја постигнеме таа цел и да имаме мотивација. Мотивацијата флуктуира, мотивацијата некогаш ја има, некогаш ја нема. Меѓутоа, пак таа има тенденција да си се врати во онаа стабилност доколку сакаме тоа да го постигнеме. Јас би рекла вака, еден мој учител, во машки род кажувам, меѓутоа таа е жена, психотерапевт од Хрватска, не прашуваше пред многу години што е за вас живот. И ние млади, амбициозни, идни психотерапевти баравме некоја филозофска мисла, се консултиравме меѓу себе половина час да најдеме дефиниција што е тоа живот и сите кажувавме толку прекрасни тези, дефиниции, што за нас представува животот и така натаму. И таа така жена во години не слушаше, се дивеше на нашите размислувања и кажа дека тоа не е живот. Според неа, животот е збир на случувања, каде што имаме многу различни случувања. Претежно имаме неудобни случувања и тука таму некаде ќе се случат некои убави случувања. И затоа поентата е дека сите тие неубави случувања кои што се со најразличен интензитет, убаво е да се носиме со нив, да не паѓаме, па јас би рекла дури и да паднеме, да се исплачеме, да се изљутиме, меѓутоа понатаму да најдеме поента, да најдеме цел, да најдеме надеж, зошто понатаму да го продолжиме животот, не ради реда, не да живуркаме, туку да живееме со полни гради. Доколку не можеме сами да побараме помош, да побараме поддршка, не мора тоа секогаш да сме ние. Тоа може да биде пријателот, тоа може да биде брачниот партнер, тоа може да биде нашето дете, родителите, братучедите, значи оние, социјалниот контекст, да му подаде рака, да ни подаде рака за да можеме понатаму, бидејќи ние сме социјални битја, да можеме понатаму да функционираме. Значи, животот не е розов, животот не е ни црн. Животот ги има сите нијанси, сите бои ги има животот, во определени периоди има вакви, такви, онакви нијанси, меѓутоа животот е навистина убав да се живее. Затоа вреди да работиме на себе, работата на себе е цел живот, кој колку сака, кога сака и ние сме оние првите кои што легнуваме со една мисла, со едно чувство и утре ден да го започнуваме животот со таа мисла, со тоа чувство. Доколку тоа не ни прија, убаво е да поработиме на тоа. Розалија, ви благодарам на гостувањето. Благодарам и вам.
А вие, драги гледачи, не заборавајте дека се што сте доживеале во минатото и она што ќе го доживеете во иднина е дел од процесот на животот кој мора да го поминете. Со работа на себе, вложување во своите чувства и мисли, може да ги надминете сите ваши негативни мисли и да се соочите со нив. Би сакала да ве потсетам дека може да го користите кодот за попуст при закажување на разговор со било кој психолог достапен на платформата Разговор МК. За да може да го искористите кодот со 15% попуст, ќе мора да ја симнете нивната апликација на вашите мобилни уреди и при резервација да го запишете кодот издиши се 15. Исто така нашите пријатели од себе сложувалка имаат супер понуда за сите средношколци и студенти. При закажување на разговор со било кој психотерапевт од тимот на сложувалка добивате 15% попуст. За крај би сакала да додадам дека не сте сами и секогаш може да се потпрете на сигурно рамо, а тоа е она на психолозите и психотерапевтите. Тие ќе ве насочат како да се изборите со сите ваши животни ситуации.